Борбата во репасажот категорија до 76 килограми. Лазар Коцев од Македонија во синдрес против Петре Касабов од Бугарија. Ова е еден репасаж кој ќе победи, оди понатаму нормално. Коцев има една победа, еден пораз, во второто коло беше слободен и сега е мошне значено во оваа коло да ја мине оваа пречка доколку се разбира е возможно. Вчера верувам задоволни останавте, гледавте квалитетни борби. Нашите репрезентативци не се баш најмногу прославија, не очекуваме во текот на денешниот преврувачки ден. Во предпладневните борби се разбира попладне некаде после 16 часот и 30 минути да не израдуваат уште повеќе, бидејќи на Мегдан излегуваат и нашите двајца големи фаворити Сашо Лазаров и Јонче Ивановски, кој сепак имаше среќи во овие предпладневни борби, нема свој противник, ќе биде слободен во првото коло. Прва борба од денешната директна програма, возможна за вас од ТВ каналот Кобра. Касабов е пасивен, ќе мора да оди на партер, ќе се обиде сега Коцев. Има таму поддршка од стручниот штаб, околу 300 гледачи, се надевам дека ќе има многу повеќе. Гледате сега како се наседна Коцев. На негова акција успеа сепак да се излече, 2 поена покажува судијата на душекот Силјан Луиджи од Швајцарија. На негова акција Коцев невнимателен и успеа Касабов да освои 2 поена. Ќе продолжи борбата. Иако се работи за еден извонреден квалитетен борач, Коцев сепак на ова европско првенство не ги покажува сите своји квалитети. Веруваме дека сепак до крајот на оваа борба ќе се надмине себе си и ќе успее да направи некој резултатски пресвет. Бугаринот Касабов, постојан член на младинската репрезентација на Бугарија, веќе сериозно тропа и на сениорската, на вратите на сениорската репрезентација. Бугарите од секогаш имаат силен состав, една долга исто така традиција во борењето. Да видиме сега Касабов дали ќе ја искористи оваа предност. Не му дозволува Коцев. Може би и време судијата Силјан Луиджи од Швајцарија да ги крене борачите на стартна позиција. Моето коментаторско место и баш не овозможува да го следиме времето постојано. Но реков ќе мора Коцев повеќе да размислува како би освоил поени и би му се доближил резултатски на Касабов од Бугарија. Не може да се каже мал хендикеп е што Коцев токму на почетокот на овој вторниот преборувачки ден се појави веднаш на душекот. По втор пат Касабов е пасивен.
2 поена покажа судијата за Касабов, но не знам дали ќе биде прифатена таа притиска Коцев. Заработува само 1 поен, а 1 заработува и Касабов. Протестира бугарскиот тренер, но Коцев на 2 пати слично, самиот би рекол се наседна. Ги дојава последните совети таму Коцев. Не знам сега зашто станува збор. Веројатно консултации таму со судиите, ќе се прегледа оваа снимка на брзина. Еве ги траат тие консултации помеѓу судиите на душокот. Не би било лошо да го видиме и семафорот, доколку е тоа возможно. Значи да видиме сега на 20 на секунди до крајот, сепак таму се усогласија некако судиите. Продолжение на регуларните 5 минути, значи следиме нови 3, 5:5, но во случај оној сега кој прв би освоил поен, ќе ја добие оваа борба, треба да биде внимателен Коцев. Репасаж во категоријата до 76 килограми. Коцев мора да излезе како победник од оваа борба. Успева Касабов да го освои тој одлучувачки поен. Постојано низ цела оваа борба на 3 пати Касабов на своја акција на Коцев, се извинувам, освојуваше поени, така беше и на крајот. Победа на Касабов за Коцев, останува борба за пласман од 5 до 8 место.